Новиот закон за спречување на корупција и судир на интереси е во подготовка, а според најавите ќе се носи по референдумот. Комисијата која треба да утврдува дали има корупција и судир на интереси во работењето на владините функционери 7 месеци не функционира, а веќе неколку афери ја стресоа владата во изминатата година. Во извештаите на Европската комисија постојано се нотира дека нашироко е распространета корупцијата во земјата. Ќе се мрднеме ли од место и ќе добиеме ли конечно вистинска антикорупцијска комисија која ќе ги држи под лупа владините функционери и нема да работи по партиски наредби, туку професионално? Овие прашања ги отвораме со мојата гостинка, председателката на Transparency International, Слаѓана Тасева. Добар ден, ви благодарам што ја прифативте поканата. Добар ден, благодарам и за вашиот интерес за оваа тема. На почеток се подготвува новиот закон, како што кажав, за спречување на корупција и судир на интереси. Вие сте еден од пишувачите на законот. Во теке дебата за законот, според најавите наместо 7 антикорупцијска ќе брои 5 члена, значи се намалува. Условите се заоструваат, а пак антикорупционерите ќе имаат увид во банкарските сметки на јавните функционери. Што друго ќе содржи законот и дали новото законско решение ќе биде доволна гаранција дека антикорупцијска нема да има пардон кон функционерите кои ќе си ги извалкаат раците? Колку и да биде добар законот, тој нема да ја остварува функцијата, туку тоа ќе го прават луѓе. На крајот на денот се ќе зависи од луѓето, од интегритетот на тие луѓе кои што ќе бидат бирани и избрани за членови на Државната комисија за спречување на корупцијата, од интересот на политиката за ефективна и ефикасна борба против корупцијата, затоа што и политичката волја е волја на некои политичари кои што спроведуваат дневна политика, а тие се тие кои што треба да обезбедат целосно услови за работа на една антикорупцијска институција. Се зафативме со пишување на нов закон за спречување на корупцијата, затоа што сметавме дека е тоа неопходно. После 2002 година, откако е донесен законот, што сега го имаме, поминаа 15 години повеќе на примена на тој закон и согледани се сите слабости. Меѓутоа, имаше и многу промени, не само кај нас, меѓународно, во меѓународната сцена, агенда се сменија стандардите. Се донесоа нови конвенции, вклучително и Конвенцијата на Обединети нации за борба против корупцијата. Се донесоа нови други конвенции, закони, принципи кои што се однесуваат на борбата против корупцијата, а кои што се дел од стандардите за пристап кон Европската унија. И ние секако мораше нашиот закон за спречување на корупцијата да го прилагодиме, да го усогласиме на новото време. Ние некогаш во 2002 година немавме нити познавање на проблемот како што имаме денеска, и ниту пак познавање на начинот како да се справиме со тој проблем. Методите за борба против корупцијата се развиваат и сето тоа е сега предмет на работа за да воспоставиме комплетно нов систем и концепт на работење на една превентивна институција која што треба да се справува со корупција. Реков, заострени се правилата за избор на членови на антикорупцијска. Што значи тоа? Што содржи нацрт законот? Исто нацрт законот содржи пред се правила кои што треба да обезбедат уште на самиот почеток во самата комисија да влезат луѓе, професионалци со многу силен, личен и професионален интегритет. Значи се исклучуваат. Бројката би рекла дека е најмалиот фактор. Може да се зголеми бројот на членови, во додека трае дебатата за законот, може и да се намали. Затоа што тоа не е пресудно во оваа ситуација. Затоа што тука спремен се воведува концептот на едно лице кое што ќе биде главен носител на обврската
да се спроведуваат антикорупцијските мерки предвидени во законот, а тоа е председателот на комисијата, кој што ќе се бира во посебна постапка и различна од постапката во која ќе се бираат членовите. Значи, повеќе нема да има принцип сите еднакви луѓе, 7 луѓе со еднакви овластувања седат во комисијата, туку еден ќе биде надлежен и одговорен за работењето на комисијата. Членовите од нив се бара и помалку услови да исполнат при нивната кандидатура за да станат членови и тие би можеле секој од нив да стане заменик во одреден период по нивната собствена одлука. За избор на председател се многу посилни критериумите, вклучително на годините на професионално искуство. Се бараат 15 години искуство, за член на комисијата 12 години искуство. Околу квалификациите секако ќе бидат правници, економисти и луѓе кои што работеле во сферата на владењето на правото. Има тука уште размислувања кои се други. Меѓутоа, многу големо внимание на условите кои што треба да ги исполнат, критериумите. Тие лица кои што ќе се пријават не треба да биле членови на политички партии во последните 5 години, нити на тела на политички партии во последните 5 години, ниту пак носители на функции во последните 5 години. Значи се исклучува можноста за било какво поврзување, било какво политичко влијание врз членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Постапката за избор се менува така што таа се одвива во собранието, но во една постапка која што ќе обезбеди вклучување и на други лица во таа постапка. Невладиниот сектор тука ќе има многу силна улога и медиумите, кои што ќе бидат вклучени во самата постапка за селекција, со тоа што ќе бидат вклучени и во спроведување на интервјуата со кандидатите, кои што интервјуа ќе бидат јавни. Значи, тука ќе имаме една целосна, транспарентна постапка во која што и граѓаните кои што се заинтересирани ќе можат да видат какви се кандидатите, кои се кандидатите и колку тие кандидати можат да одговорат на обврската која што произлегува од спроведувањето на овој закон. Кога очекувате да Македонија да добие нова антикорупцијска комисија? За жал, вие претходно го поставивте ова прашање. Веќе 7 месеци ние немаме комисија. Тоа не требаше да се случи. Требаше да се најде некое преодно решение, затоа што се остави институцијата да не може да функционира никако, затоа што сега законот е така поставен, односно улогата на комисијата е така дефинирана, да ништо не може да се реализира, да се спроведе, ни една одлука не може да се донесе ако нема 7 члена или пак мнозинство членови. Во оваа ситуација таа е апсолутно нефункционална. Очекуваме или очекувањата на Министерството за правда, на Министерката за правда се дека законот ќе влезе во собраниска дебата веќе во следните 2 недели и дека до крајот на месецот октомври можеби и ќе успее да биде донесен во собранието. Потоа, ако се тргне во спроведување на целата постапка за избор на членови на комисијата, мислам дека до крајот на ноември или некаде до нова година би требало веќе да бидат избрани нови членови на комисијата, председателот и новите членови на комисијата. Кој е одговорен за тоа што Македонија нема 7 месеци антикорупцијска комисија? Споменав и на почетокот во мојата најава дека владата ја стресува неколку афери од грантови доделени на владени функционери, на вице-премиери, пратеник до милионерски тендери во здравството на кои сомнителни фирми се јавуваа како произведувачи. Каде ја лоцирате одговорноста? Најголема одговорност имаат тие кои што имаат и по закон обврска да водат грижа за функционирањето на ова тело. Значи, тоа е Собранието на Република Македонија и се разбира владата како институција. Тие морало да обезбедат функционирање на тоа независна институција. Мораше да функционира комисијата. Особено не смееше да се остави властите, сите власти, и извршната, и судската, и законодавната, да останат без контрола
од овој тип, каде што ќе се следи располагањето со јавните средства, кај што ќе се следи судирот на интереси, кај што ќе се следи функционирањето, односно функционирањето во личен интерес наместо во јавен интерес, а сето тоа е работа на контрола на Државната комисија за спречување на корупцијата. Значено прашање кој што сега се зајакнува исто како надлежност на комисијата е следењето на имотната состојба на функционерите. И таа работа сега моментално никој не ја работи, значи не се спроведува контролата на имотната состојба. Не може тоа ефикасно да се изврши ако нема кој да донесе одлука за водење на постапки за таа контрола. Сега со новиот закон се предвидува засилена надлежност на комисијата, која што ќе може на реална основа и со реални податоци да утврдува промени на имотната состојба. Сето тоа ќе биде објавено на веб страните на Државната комисија за спречување на корупцијата. И една друга значајна новина е дека комисијата ќе биде централно тело за следење на финансирањето на политичките партии и политичките кампањи, затоа што досега ова е многу дисперзирана надлежност помеѓу повеќе институции, каде што сите се надлежни и никој не е посебно надлежен за да спроведе целосна контрола. И мислам дека со сето тоа ќе добиеме една значајна институција која што ќе може да остварува својата улога за превенција и борба против корупцијата, но неопходна е политичка волја, пак ќе кажам. За да тоа се направи, покрај да избереме добри членови на комисијата, потребно е да има таа комисија внатре капацитет. Не може да се работи сето тоа без луѓе. Не може да се работи без буџет. И затоа нашата заложба е по основа на моделот на специјалното јавно обвинителство да се обезбеди финансирање и буџет на Државната комисија за спречување на корупцијата, да може непречено да ја остварува својата функција. Таму ќе треба не 25 вработени колку што сега има, ќе треба многу кратно повеќе, можеби систематизацијата дополнително ќе се работи, но секако треба да е позначителна бројката на вработени. И за сето тоа е потребна политичка волја. Ништо нема да завршиме работа или не вреди да напишеме и најдобар закон, ако застанеме само на тоа. И сите мораме понатаму да се залагаме да заживее оваа работа. Би се осврнала на една актуелна тема, особено деновиве, во отсуство на антикорупцијска комисија. Последниот повик од премиерот Заев до бизнисмените и стопанствениците да го отворат кесето и да ги почестат работниците пред референдумот. Овој повик предизвика бројни реакции. Како вие ќе квалификувате оваа постапка на премиерот? Дали има основи за гонење од страна на антикорупцијска комисија, секако доколку таа функционираше? Значи, тука дури не мора да постои антикорупцијска комисија, за ова имаме јавно обвинителство. Значи, тие се тие кои што треба да се занимаваат со темата подкуп во избори. Значи, дали ова ќе значи и де факто поттикнување, барање, за да некој на некого му даде нешто со цел да се постигне нешто, значи, кое што исто така се дефинира, имаме ние и подкуп во избори како кривично дело. Значи, не треба воопшто да се чека за ова да се формира Државна комисија за спречување на корупцијата. Тука треба да постапат другите надлежни институции. Јас би рекла дека не треба да се дозволи, самиот, дали е тоа премиерот или било кој политичар, треба да внимава и не треба да се дозволи да даваат ваков тип на изјави, кои што директно ги водат во насока на тоа да се даде нешто за да се добие глас, за да се излезе да се гласа или не мора тоа да значи да се гласа во одредена насока, ама сепак и тоа означува може да биде поттикнување за подкуп за време на избори.
Сега иде малку околу последниот извештај на Transparency International од минатата година. Ние сме биле рангирани на 107-то место според овој извештај по индексот на корупција од 175 земји. Ова се чини дека е најлош резултат досега. Најдобро сме биле рангирани во 2010 година, тогаш сме биле на 62-то место. Која е причината за ова? Тука има повеќе причини. Овој резултат што бевме на 107-то место значеше пад за 25 места во период од 2 години само. Мислам дека тоа е приказ на реалната состојба со корупцијата во Република Македонија. Очекувано беше дека тоа ќе излезе да се види на индексот. Ние според овој индекс сме најкорумпираната држава во Европа. Нема ниту една држава од членките и од кандидатите за членство во Европска унија која што е пониско од Македонија на оваа ранг листа, ако го гледаме Европа како континент. Во 2010 година се уште постоеше оној тренд на засилен интерес. Знаете дека првиот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата работеше до 2007 година. И се уште тука постоеше оној тренд на засилување на антикорупцијските активности, каде што се бележе и одредени резултати во сите механизми кои што значат превенција, контрола, борба против корупцијата. И индексот во тој период се состоеше од резултати на повеќе истражувања кои што се спроведувани во период од 3 години. Така да во 2010 тоа беа период од 2010 до 2009, 2008 или се така наназад. И тогаш се уште се чувствуваше влијанието од она што било претходно врз индексот на перцепцијата на корупцијата и проценките на Doing Business во тоа време беа многу позитивни за Македонија. А Doing Business е еден од показателите или параметрите што се користи во формирање на индексот. Така. Барем во тој период се користеше. Печатокот е дека кога се зборува за корупција се мисли на перцепција. Што е со вистинската корупција? Значи, таа перцепција, тоа е оправдување на оние кои што викаат да, ама тоа е само перцепција. Ама тоа е согледување на можностите да се води бизнис, на можностите да се заврши работа во некоја од институциите, на условите за работа на јавната администрација, можностите да се оствари некое право во судовите. Сето тоа согледување преку одредени истражувања кои што ги прават релевантни институции. Да, тие се засновани на перцепција, меѓутоа се засновани на истражувања кои што се правени овде над граѓаните од Македонија и од другите држави кои што имаат контакт со Република Македонија. Значи, тие даваат свој став и своје мислење. Дали можеш да завршиш работа во институција? Дали во судот постапките се водат независно и како се водат? И дали тука има влијание? Дали можеш да склучиш договор кој ќе ти биде безбеден или безбеден и во судска постапка? Значи, тоа се тие параметри за кои што велиме, ама тоа е перцепција. Да, тоа е перцепцијата, затоа што не е засновано на анализа на конкретни случаи, туку на тоа што граѓаните доживуваат секојдневно во нивната комуникација со институциите. И толку многу падна состојбата со доброто работење, владење, управување, однесување, работењето по закон, владењето на правото во Република Македонија, да тоа се гледа веќе во индексот за перцепција на корупцијата, дека толку се влошија состојбите во администрацијата, во образованието, во здравството, во судството, во политиката со проблемот со корупцијата, да на сите страни, од сите показатели, од сите истражувања се добиваат лоши резултати. Дури и од аспект на слобода на медиуми, од аспект на заштита на човекови права, ние паднавме на сите можни индекси кои што прикажуваат состојба во една држава. И затоа ние мораме да се соочиме и да сватиме.
дека имаме многу поголем проблем отколку што е тоа само поставување на членовите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Ние навистина треба да сакаме да се справиме со проблемот на корупцијата и тоа сите заедно, не само тие 5 луѓе кои што ќе седат таму, туку и политиката која треба да обезбеди буџет и институциите кои што треба да соработуваат со таа институција како прво, но и самите да си работат својата работа. Укажувањата се тука, предупредувањата исто така, лошите резултати останува да видиме како ќе тече процесот. Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам и јас.